Почитувани гледачи, добра вечер. 20 часот и 30 минути почеток на новото издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на Имнет телевизија е професор Кирил Барбареев. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добро вечер, благодарам на поканата. Еве за почеток би ве прашала за новата концепција во основното образование. Постојано зборуваме дека во образованието во државата нешто недостига, пропаѓа, не е како што треба. Имаме една нова концепција на основното образование. За каква концепција впрочем станува збор? Да, тоа е нешто кое што во изминатиот период предизвика доста дебата во јавноста, доста коментари од различен карактер. Јас ќе се обидам изворно да го пренесам што е тоа на кој што ние работевме и што е всушност суштината на тој документ и зошто тој документ е таков каков што е. Концепцијата е обид на државата, на Министерството за образование да направи еден врз база на подолговременскиот период на кризата во образованието, еден обид за трансформација на основното образование, кој што всушност треба да биде основа за сите понатамошни сектори во делот на образованието. И всушност таа тргнува од сите недостатоци кои што постојат веќе подолг временски период, тргнува од претходните реформи кои што се понекогаш биле делумни, понекогаш биле многу ispolitizirani, тргнува од недостатоци врз основа на учебниците, тргнува од недостатоци врз основа на наставните планови и програми, тргнува од недостатоци врз основа на оценувањето. Значи повеќе фактори се ставени и концепцијата всушност го постави клучното прашање. Зашто ни служи училиштето? Што е тоа што учениците треба да научат во основното образование и како да се мотивираат учениците? Тоа што предизвика толку дебата, тоа што во јавноста постојат толку недоречености е заради тоа што моето чувство, мојата перцепција дека таа не е доволно објаснета. Таа не е доволно јасно објаснета во јавноста и затоа предизвика толку коментари. Бидејќи фокусот на она кој што всушност треба да биде се учениците. Образованието, училиштата постојат заради учениците, а не заради нас или заради некакви потреби на некакви други фактори кои што всушност се дел од процесот на воспитно-образовниот систем. Од тој аспект таа отвара многу суштински прашања. Например, го отвара прашањето зошто во изминатите периоди, зошто во изминатите 20 до 30 години ние всушност имаме такви резултати на меѓународните тестирања колку што имаме. Го отвара прашањето за критичкото мислење. Го отвара прашањето зошто сме јазични, нашата јазична писменост, нашата функционална писменост е на тоа слабо ниво. Зошто учениците од 13 или 14 години посета на основно и средно образование како да оделе 7 или 8 години образование? Значи поставува многу прашања, многу дилеми, но суштината е во тоа што таа бара време за имплементација, бара посветеност на сите институции во општеството, бара промени од нас како наставници, бара промени од факултетите, бара промени од локалните самоуправи во однос на тоа што е образование и однос кон училиштето, бара промени на Министерството за образование и сите професионални сектори внатре. Така да тоа е еден обид кој што е еден документ од 40 на 50 страници, кој што всушност ја дава рамката во кои насоки треба да се движи основното образование. И како сте задоволни од имплементацијата на оваа сама концепција? Има ли промени? Се случуваат ли промени? Мислам дека се уште рано да се видат промените, иако постои многу отпор во средината, имам чувство дека таа не се реализира така како што е замислена, иако има обиди и некаде се реализира како што треба. Фокусот е на наставните програми, наставниот план, методите на работа на наставниците и мислам дека тука има промени, но мислам дека тоа оди пребавно, мислам дека оди преспоро заради преголемиот отпор кој што постои во јавноста, заради одредени недоречености кои што можеше ми се чини Бирото за развој, Министерството многу подобро, многу поенергично, многу похрабро, многу помудро, многу поотпорно во давањето на одговорите во јавноста што е тоа всушност кое што се воведува, зошто се прават интеграција на предмети, зошто е важно да се работи на нов концепт на планирање на наставата, зошто треба да се работи на повеќе фокус на оние методи кои што даваат силен резултат и подобрување, да речеме проблемската ситуација. Нашите ученици, да речеме во изминатите 20 до 30 години, на истражувања правени 2015-2016 година, на прашање кое што е прашање за сите деца, да речеме на тие меѓународни тестирања, прашање конкретно 100 минус 53, одговорот на нашите ученици точен е 21%.
Стандардот на земјите во Европска унија на ОЕЦД е 80% од одговорите. Јазичната писменост, да речеме, сме на 72 место. Тоа кажува дека всушност пристапот на работа, методите по кои што работиме, всушност мора да ги менуваме. А тоа кажува дека знаете вие кога јазичната писменост денес се гледа како една севкупна писменост на личноста на човекот. Значи не си писмен ти само ако знаеш да читаш, туку дали тоа што го читаш го разбираш. Тоа е читање со разбирање. На тоа концепцијата посвети многу сериозен фокус и тоа е всушност фокусот уште од првото одделение до 9-тото одделение на кое што треба многу да се работи. Бидејќи нашиот образовен систем долго време е фокусиран на барање на податоци, на меморирање на факти, на информации. Начинот на функционалната писменост е јас тоа да го прочитам, да го размислам и да можам да дадам одговор, да можам да заклучам, да го поврзам со неформалното знаење, да помине низ еден поголем мислички процес во мене, да можам така се станува критичен кон одредени прашања и така се учат учениците да бидат критични денес и утре да бидат критични како граѓани. А на што се должи практично, на што се должат ваквите резултати кои што ги покажуваат учениците од Македонија? Резултатите подолг временски период, значи тоа е уште од 2000 година, откако постојат мерења, ние се наоѓаме тука некаде 65-то, 70-то место, 72-то, 78 или од 80 држави кои што биле на тие тестирања. Се должи на повеќе фактори, но она на кое што ние како концепција во моментот посветивме силно влијание, тоа е наставните програми и начинот на реализација на наставата, на методите на работа. Да речеме проблемската ситуација. Методот на решавање на одреден проблем се смета дека е многу важен ако се применува секојдневно во начинот на реализација на наставата. Тоа значи дека ПИСА или другите меѓународни тестирања барат одговор на тоа што знам и што е тоа што јас знам да го применам во реалност, во животот надвор од училиштето. Бидејќи ако го поставите прашањето што е цел на образованието, веројатно најдобриот одговор го дават, има многу дефиниции, но според мене најдобриот одговор е оној кој што го дава Џон Дјуи, вели цел на образованието е во процесот на учење да научите да учите. Бидејќи животот е толку комплициран, толку сложен, што вие што и да учите е недоволно за она со кое што ќе се соочите во живот. Значи училиштето треба да ме научи како да мислам, не што да мислам. Што да мислам е второстепено. Мислењето е нешто кое што треба да направи кај мене како да бидам трудолюбив, како да бидам упорен, како да го засакам учењето, не да излезам со фрустрација од основното образование, да мразам некој предмет, да мразам некој наставник. Туку смислата на основното образование е ти да се фокусираш на личноста, на развојот на личноста на ученикот, да созидеш една стимулативна, социјална и емоционална средина во која што учениците со радост ќе одат на училиште, нема да одат и да демонстрират агресија. Бидејќи ако имаш ти некаков проблем, ти всушност демонстрираш некаква агресија кон учениците, кон наставниците, надвор од училиштето. Така да тоа се сложени прашања и ние тука мислам дека имаме многу простор за работа. И додека од една страна се трудиме практично да им покажеме на учениците дека треба да сакаат одредени предмети или еве дека како што и самите рековте треба со задоволство да одат на училиште, од друга страна извештајот од Државната комисија за спречување на корупција вели дека 90% од родителите бараат врски за оценки, а дури 60 до 70% од учениците се сведоци на ставањето на нереални оценки. Кој е вашиот коментар во врска со корупцијата во образованието? Ние се обидовме и преку концепцијата да го дадеме тој одговор. Јас ќе ви го кажам моето мислење и што е тоа што јас дебатирав на тие маси и колку е тоа обид да се вгради во новата концепција. Корупцијата, непотизмот се дел од ова општество долги години. Значи дел од граѓаните, од младите луѓе веќе го сваќаат некакви пореметени околности во општеството како нормална појава. Затоа е тоа кое што се случува. Како тоа ние 20-30 години сме постојано скроз одлични. На кој концепт на образование е тоа? На овој? Овој уште не почнал, а наоѓаат луѓето забелешка дека е проблематичен. А кој ги создал проблемите на нас? По која концепција се резултатите на корупција и непотизам во општеството? По која концепција се резултатите на математика и мајчин јазик во 2000, 2005, 2012, 2015 година?
По кој проблем се резултатите, по која концепција се резултатите во средното образование? Тоа всушност кажува колку, и ова најголемиот доказ, колку ние имаме слабо развиено критичко мислење. И ќе ви објаснам зошто мислам дека е така. Кај нас кога настанува некаква промена за било што во општеството, особено во образование, кај нас промената не се гледа од позитивната страна. Кај нас промената се гледа од нарушување на некаква статус кво ситуација или од нарушување на некаква комотна ситуација. И не се бараат аргументите, не се бараат анализите да се објасни, да се дебатира, стручно да се разговара на таа тема, туку најголем дел од луѓето се надоврзуваат на нечии ставови, без да прочитаат, без да ги видат аргументите. Тоа е клучен недостаток и на лошо образование во изминатите 30 до 40 години. Таа критичка мисла е толку важна во општеството за се што му е потребно на граѓанинот. Ние во новата концепција го вградивме непотизмот и корупцијата уште од прво одделение да се учи. Како да се учи? Не може тоа да се учи од учебник. Тоа се учи од мудрост и знаењето на наставникот преку програмата, какви активности ќе креираш. Изборот на председател во класот е начин на кој што ти можеш да креираш нормална ситуација во која што некој утре во општеството кој ќе го регистрира тоа и ќе го види, ќе може да го препознае. Или непотизмот, или бирањето на најдобриот спортски тим во училиштето, или бирањето на најдобрите ученици по вредности, по критериум, или тоа го правиме по некакви други вредности. Значи, таа дебата на демократија. Кај нас има истражување, ова што го спомнавте вие, ми се чини Институтот за психологија го тоа правеше. Како би постапил еден млад човек на 18-19 години ако го запре полиција и при тоа направил прекршок? Поголем дел, над 50% од младите луѓе веднаш ќе бараат некакви врски на телефон, некој да им помогне во делот на да не ги казнат. Значи, само 25% одговориле да, виновен сум, ќе ја преземам одговорност. Истото и со возраста над 45 и 50 години. Тоа всушност кажува колку општеството е полно со ситуации на кои што најдобриот начин за да ги менувате всушност тие состојби е преку развојот на личноста на младите луѓе, а тоа е воспитно-образовниот систем. Ти таму мора да развиеш личности кои што ќе бидат критични, ќе се борат, ќе разговараш за овие теми во општеството. Зошто ти се случува ова што се случува? Зошто е толку падната критичната јавност? Зошто е таква негативна селекција? Зошто има таква политизација во образование, во здравство или корупција, ако сакате? И тие теми се теми на кои што општеството мора да ги бара најдобрите луѓе кои што ќе ги препознава како модели на она на кои што идните генерации ќе се повикуваат. Бидејќи вие како наставник, како професор во секојдневната работа со младите луѓе, вие ги учите младите луѓе да живеат во реалност и да ја прифатат реалноста. Но млад човек за да ја прифати реалноста, тој треба да ја засака таа реалност. Затоа младите луѓе ја напуштаат оваа реалност. На 15, на 18, на 20 години сакат да заминат. Затоа што гледат дека реалноста не е таква каква што треба да биде. И тие тоа многу мудро го препознаваат и не разговараат на таа тема, заминуваат веднаш. Затоа што гледат дека подолг временски период овде се манипулира, се лаже, се фаќат врски, се настапува по итроштините на ИТРПО. Значи, со такви вредности ќе имаш такво општество какво што имаш. И при тоа кој ќе се отвори потребата да се менуваме, тогаш имаме огромен отпор. Значи, чини ли образованието? Не. Треба ли да се менува? Да. Пробај да го менуваш, не оди целата работа. Со сите недостатоци и на концепција и на сите други начини на кои што треба. Така да мислам дека тука недостига потребни се луѓе, миротворци, потребни се луѓе кои што ќе ја стабилизираат малку ситуацијата, кои што ќе пристапат на еден малку по академски, по комуникативен, со друга култура на комуникација помеѓу себе. И тоа недостига во сите сектори. Можеме ли да очекуваме промени практично во образованието? Можеме ли да очекуваме намалување на корупцијата, кога зборуваме за тоа дека родителите за неколку години ќе нема да сакаат да бараат врски за нивните деца да имаат повисока оценка во дневник, или децата практично нема да бидат сведоци на она дека и без учење може да се добие висока оценка. Како можеме да го промениме тоа? Тоа може да се промени со креирање на концепти на вистински вредности во институциите. Значи, институцијата е таа која што креира сликата на вредноста во општеството и културата на однесување. Не може родителот да го менува училиштето. Училиштето е тој кој што треба да ги менува вредностите во општеството. Како истиот родител кој ќе замине на работа во некоја земја надвор од Македонија, фаќа ли врски таму за детето?
Се обидува ли така да реагира со полицајецот ако го сопре? Се обидува ли да му отиде на наставникот да му рече може ли петка на моето дете? И така натаму. Значи, тоа се теми на кои што општеството создало доволно отпорност во институцијата. Наставничките совети создаваат отпорност. Како ќе постапуваме со оцените оваа учебна година? По кои критериуми ќе ги... Ако има критериуми, има точно се знае, и тука никој не тера нас на сила да го правиме тоа кој што го правиме. Од тој аспект мислам дека ние треба како луѓе кои што работиме во образование. Од друга страна сите други одговорни институции кои што препознаваат такви недолични однесувања кои што треба соодветно да реагираат. Мислам дека можеме да се обидеме да го направиме тоа. Има доволно писмени луѓе, има доволно одговорни луѓе кои што можат да го прават тоа. На почетокот споменавте краток дел како еве на пример недостаток на учебници, проблеми со корупција, што се друго му недостасува на македонското образование, за да можеме да кажеме дека имаме добро образование и да можеме еве и на испитувањата да учениците, тоа студентите да бидат на повисоко ниво, а од друга страна да се покаже дека и младите може да учат и своето знаење да го употребат и искористат овде во државата. Па, мислам дека прво треба да се погледнеме самите во огледалото и да си ги видиме нашите добри страни и да си ги видиме нашите лоши страни. Значи, ние имаме многу добри страни, но имаме и многу слаби страни. Тие слаби страни се страни на кои што ние треба да работиме, како индивидуи, како училишта, како факултети, како министерство, како влада, како собрание. И врз основа на тоа треба да почнеме да си ги менуваме. Ако нас и сме заклучили од истражувањата дека методите на работа, одредени методи не ни дават резултати во училиште, треба прагматично да се пристапи како ќе го подобриме. Како овој резултат 100 минус 53, на кој што одговара 21% од учениците, ќе го подобриме во следните 2 години? По кои методи? На кој начин? Чија ќе биде одговорност? Дали тој процент може да стигне 60% и за 4 години? Како ќе подобриме јазичната писменост? Тоа се конкретни активности кои што треба секој ден да се работат со учениците. Тоа се деца второ, трето одделение, пето одделение, со кои што на вистината не е едноставна работа. Ти го учиш детето да пишува, дете кое уште не знае што е лево, што е десно. Не може сам носот да си го избрише. А ти секој ден, 300 дена во годината, 9 години, 14 години работи. Затоа таа работа е толку благородна. Ги гледаш резултатите, но како систем ние сега кога го зборуваме, ти мораш да создадеш друга филозофија на училиште, друга филозофија на образование. Тоа значи тие мора да станат многу убави места, пријатни места, учениците мора да се идентификува со тоа место. Затоа концепцијата го поставува прашањето на изборноста на предмети, да го прашаш ученикот, да го прашаш родителот, што сака твоето дете покрај овие 5-6 предмети кои што треба да ги учи? Па сака, не знам, да учи скейтборд, додека сака да учи готвење. Во ред, ние можеби не можеме тоа во септември да го обезбедиме, но можеме во декември да го обезбедиме или за 6 месеци од сега. Новата концепција го постави прашањето дека учениците најголем дел од работите треба да ги научат во училиште, не дома. Ја знаете дека ние долги години, јас од моето време знам дека после училиште треба да одиш дополнително на училиште за да научиш одредени предмети. Па како тоа? Па на кој му е потребен тој систем? Јас после школа додам уште 2 сати на математика, на физика, на германски, на англиски или на нешто друго, за да бидам подобар на тестот. Па зошто тоа? И сега концепцијата ги поставува и тие прашања, дека ученикот најголем дел од времето треба да си заврши таму со наставниците. Затоа ние влијаевме да се зголеми времето на престој на учениците и на наставниците во текот на работниот ден, да се создадат услови за тоа. Значи, а не родителот дома да работи. Па има родители кои што немаат време да работат. Има родители кои што не можат да ја разберат таа. И тоа не е нивна обврска дека треба да го прават. Така да од тој аспект потребни се многу енергија, потребна е финансиска поддршка, потребно е менување на пристапот на министерството како ги гледа училиштата, како ги гледа локалните самоуправи, колку треба да им помага на општините, на училиштата, храната во образованието. Гледате, промените се многу работи во овие 30-40 години. Ние нема да се вратиме на она што било 1970, нема да се вратиме никогаш тоа време. Почнати се процеси од аспект на глобализација, на дигитализација, на многу поиндивидуализиран свет кој што многу силно се одразува на животот на луѓето. Значи има зголемени дроги во образование, зголемена тежина кај младата популација.
рани сексуални искуства кај младата популација, се тоа што се случува со агресивноста во општеството, сето тоа се одразува и на професијата, на наставникот, на педагогијата, на училиштето. Тој аспект ние исто така мора многу да размислуваме како ќе се менуваме, како ќе бидеме побезбедни, како ќе го зголемуваме начинот на доверба со родителите. Дали јас како наставник можам да ги информирам родителите, дали тие може да се вклучат да помогнат во дел на воспитно-образовниот процес, на волонтирање, на друг аспект на поддршка, што да прават учениците за време на зимскиот и летниот распуст, колку се отворени училиштата во петок, сабота и недела за забава, за содржини, за надпревари, така да тоа се наши прашања. Тие прашања нема на нас да не ги реши никој ако ние не станеме свесни дека на тој начин всушност ние ќе го подобриме образованието. Најновите резултати покажуваат дека во наставните активности се еден од клучните работи за подобрување на социјално-емоционалната атмосфера и средина во училиштето, на зближувањето на учениците, на нивното дружење. Тоа се теми на кои што треба да се работи секој ден и секој ден. Професоре, во изминатиот период на виделина излезе уште еден проблем, тоа е недостатокот кој што сега се појавува во детските градинки. Па би ве прашала каков е бројот на студенти кои што моментално ги има на фон, дали има интерес за предучилишна настава, дали ќе има во иднина практично кој да се грижи за децата, кога и денеска се соочуваме со недостаток на кадар во детските градинки. Да, тој интерес е се помал и помал. Се помалку луѓе избираат таа професија заради ова за кое што зборуваме. Значи, веројатно статусот на професијата наставник и воспитувачот е учител. Значи, тој исто завршува факултет 4 годишни студии за она што е тоа што треба да го работи во предучилишното воспитание. И јас исто така мислам дека ние исто не сме свесни која е таа дејност од 0 до 6 години. Што значи да си воспитуваш на дете на 2, 3, 4, 5 годишна возраст. И веројатно долги години политиките, лошите политики во делот немање разбирање што е тоа мрежа на градинки. Иако опфатот на децата во Македонија е еден од најслабите во Европа. Ние едва имаме 40% опфат на деца до 6 години. А во Европа стандардот е 99-100% опфат да бидат децата од 3-та до 6-та година. Ние немаме и капацитет за тоа. Сега да донесеме таков закон нема да влезат сите деца. Гледате колку има барања по градинките, список на чекање и така натаму. Значи тие теми се теми на кои што мора многу да се работи. Мора да се отвараат градинки. Мора да се даде форма на пократки форми на градинки, да се мотивира тие што завршиле, а не работа, да можат приватни градинки да отвараат, да им помага општеството, државата во отворањето на такви детски центри, предучилишни установи. И со тоа ќе се зголеми потребата и на факултетите. Сега вака како што е, мислам дека има мал број, се повеќе одат вонредни или студираат за да ја напуштат државата, да бидат воспитувачи и негователки во некои други земји, да чуваат некои други деца. Тоа се прашање на кои што исто мора да се размислува. Еве ако гледаме како да го промениме практично концептот во градинките, да имаме повеќе деца, да бидат повеќе згрижени и слично, што треба да се направи за да има поголем интерес кај младите да се запишаат и да можат да завршат факултет за во иднина да ги чуваат децата. Треба да се подигне статусот на професијата, треба да се има еден подолг временски период избор на кои се тие луѓе кои што сакаат да работат со деца. Тоа е многу специфична работа. Таа професија мора да биде многу добро платена. Мора да има поддршка таа професија во делот на ресурсите, во делот на соработниците кои што ќе бидат асистентот, негователот, другите стручни служби, педагогот, психологот во делот на таа професија, бидејќи истражувањата во невронауките дават многу сериозни податоци каква треба да биде работата со децата на 3, 4, 5 годишна возраст. Значи денес се истражува и се мери, да речеме, што е со емпатијата кај 4 годишно дете. Зошто тоа дете има слаба емпатија? Од каде доаѓа тоа? И системот може тоа да го регистрира, да го препозна и да почне да работи. Каква е саморегулацијата кај децата? Какво е вниманието кај децата? Каков е фокусот за посветеност на домашното после 3 години, 4 од предучилишно, значи каква е трудолюбивоста, каква е упорноста. Има инструменти, има индикатори на кои што научните центри даваат инструменти како тоа да се мери, како да го види тоа воспитувачот, педагогот, психологот.
Од тој аспект мислам дека ние сме се уште на ниско ниво во свеста на значењето на овие теми на кои што разговараме, а кои што се толку важни. Еве, при крај би ве прашала за серијалот книги "Размисли за образованието". Излезе првата, треба да биде серијал од книги, а што треба да опфати, која ќе биде целта? Која е целта? Целта е ова за која што сега разговараме на овие теми. Значи, тоа е еден мој обид во кој што го оставам тоа на студентите и на идните генерации. Размисли за образование. Првата книга се викаше Екс катедра, втората е веќе во подготовки и изданија и разговарам на овие теми, пишувам за овие теми, зошто е важно да се менуваме, пишувам за некои методи, пишувам за некакви алтернативни форми, за педагогија која што бара од нас многу љубов и многу посветеност, многу знаење. Тоа се теми кои што се од аспект на стручно популарен карактер, кои што може да бидат интересни за родители, може да бидат интересни за завршени студенти, за наставници, за професори. Така да тоа е целта на тој материјал и се надевам дека ќе продолжам со таков континуитет. Каков е интересот, како е прифатена првата книга и еве велите дека втората веќе е во фаза на пишување, докаде, кога се очекува да излезе втората книга од овој серијал? Таа е прифатена книга затоа што голем дел од тие текстови прво излегуваат на мојот блог и видов дека таму постои доста голема читаност. Таму има над 70-80 илјади луѓе кои што ги следат тие текстови, коментираат, споделуваат. Тоа се искуства до кои што доаѓам од моите патувања, од моите читања, од литературата, од искуството во мојата работа и се трудам да го споделам тоа и тоа е од таков отворен карактер. Тоа е нешто кое што е многу нормална работа и мислам дека ние како наставници, како професори треба да се трудиме постојано тоа да го правиме. Колку книги треба да има во овој серијал? Па здравје, ќе видиме. Нека излезе втората, па ќе продолжи мината. Координатор сте и на програмата Бибиверзум. Кои се ефектите од оваа програма? Тоа е еден убав македонски проект, една убава иницијатива на колеги, на пријатели, кои што направија еден македонски бренд, слободно може да се каже, преку цртаните филмови, преку анимациите, преку куклите, преку дидактичкиот материјал. Отворена е школа Бибиверзум по која што се работи. Јас сум креатор на таа програма, таму работат многу наставници, многу воспитувачи, доаѓаат многу деца. Се разговара на теми на кои што пристапот е ваков за кој што разговараме, значи една постимулативна средина, се работи на еден холистички интердисциплинарен пристап од повеќе аспекти, природни науки, општествени науки, хуманистички науки, целото тоа е заедно, во кој што децата се обидуваме да ја видат поврзаноста на она што го прават со реалноста, што е тоа што ни се случува, како тоа се врти земјата, како зборуваме на телефон. Знаете, дел од тие прашања на кои што разговараме и се дел од тие писа истражувања, таму прашањата се многу поврзани со реалноста. Тоа значи, што значи ако изедам денес 100 грама чоколада? Што се случува со мојот организам? Што се тоа протеини, јаглени хидрати, каква енергија тоа предизвикува кај мене, што е тоа поврзано со шекерите понатака и така натаму. Или што значи ако носам лоши патики на тренинг од 12-та до 20-та година, како тоа понатака ќе се одрази на моите коски, на остеопороза, на болести во поодминати години. Значи, тука има некаква, тоа се многу интересни, можат луѓето да ги видат, тие се отворен карактер прашања. Вие можете да видите зошто е тоа важно, за да го заинтересира ученикот. Бидејќи тој ако не се заинтересира да учи, тој не гледа личен развој. Затоа некојаш ни на нас станува досадно. Бидејќи ако јас не гледам личен развој во тоа што седам некаде, учам од некого, ми пренесува нешто, јас го сметам тоа дека е за мене можеби или не го препознавам, или не ми е представено да ми биде така како што. Така да од тој аспект мислам дека ние треба да ја подобруваме наставата, од аспектот на пристапот, на методите на работа, да речеме методот на дискусија во образованието. Потврдено е дека дава многу добри резултати ако се воведува секој ден во дискусија, во дебата со учениците, ако ги научиме како се дебатира, како се комуницира. Ти тогаш немаш да имаш луѓе во кои што се влегуваат во збор, се карат, цркаат на цел глас во дебатни емисии, се навредуваат и така натаму. Затоа образованието ги има тие елементи на поставување на вредностите, на темелите, преку тие методи, решавање на проблем. Па цел живот е проблем. Ти треба да знаеш како да пристапиш на проблемот како концепт,
Некако тоа да ја дали ќе ја решам задачата и дали ќе добијам петка или не, туку концептот на проблемот дали го сваќам. Концептот на мисла, како размислувам по одредено прашање. Зошто не треба да се нафатам или не треба да ми излаже некоја вест на Facebook или на некој социјален медиум, како тоа да го промислам, да бидам медиумски писмен, тоа што сега е многу актуелно и се отвора бидејќи секој секого може да манипулира, да лаже, ако при тоа јас не сум способен како тоа да го прочитам и препознам. Тоа е исто тема на образованието. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време. Останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување. Imnet.